Договорот за соработка со Зијадин Села и Африм Гаши е историски чекор и за ВМРО ДПМН и за Македонија, изјави лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во пресред на предстојните локални избори. Направивме коалиција уште пред првиот круг на локалните избори во определени општини, рече Мицкоски, и додаде дека има поддршка за определени општини на ниво на кандидати за градоначалници. Договорено е таму каде што коалицијата Алтернатива Алијанса има кандидат, ВМРО ДПМН да не кандидира и обратно. Се разбира во тие општини каде таа соработка е договорена. Очекувам оваа коалиција да ги победи поделбите, безнадежноста, криминалот, корупцијата, безидејноста, неспособноста, немањето визија и стратегија за развој на Македонија. Историски момент за сите граѓани, без разлика на етничката припадност, да покажеме дека навистина Македонија има можности и со други политичари кои што се надвор од матрицата на СДСМ и ДУИ, и дека може поинаку. За кандидатите на СДСМ за градоначалници Мицкоски оцени дека тоа се стари и строшени луѓе од времето на транзицијата, кои се покажале комплетно неспособни, кои ја изневерија довербата на граѓаните. Посебно го коментираше Горан Сугаревски како кандидат на СДСМ за Прилеп. Биле неспособни, ништо не направиле за тие општини, како што е таков случајот во Прилеп, каде што кандидираат еден поранешен долгогодишен пратеник, шеф на пратеничка група, малку беше министер, па малку директор на царина, сега сака да биде малку градоначалник, но тоа ќе биде најверојатно и неговиот крај на политичката кариера, а потоа следи одговорноста за тоа како министерувал и како директорувал во царината, треба да е свесен. Од СДСМ пак реагираа за коалицијата меѓу ВМРО ДПМН со Алијанса Алтернатива за изборите, оценувајќи дека тоа е од немајкаде коалиција која е била однапред осудена на пропаст и пораз. Мицкоски е толку уплашен што промовира коалиција со истите оние кои ги нарекуваше предавници, оние кои според ВМРО ДПМН не го признаваат македонскиот идентитет и со истиот Села, кога неговите од ВМРО ДПМН насилно го влечеа во собранието и му нанесоа крвави, животно загрозувачки повреди на 27 април. Им кажали Мицкоски на Села и Гаши дека сака поништување на договорот од Преспа. Им соопштили дека е против законот за јазици. Им раскажали што бараше во собранието на 27 април. И додека опозицијата се окрупнува, власта се соочува со поделби. Се повеќе градоначалници најавија независни кандидатури за локалните избори. Како последен е кандидатот на СДСМ за градоначалник на Дебрца Зоран Ногачевски. Претходно тоа го направи Максим Димитриевски во Куманово.